Здраво на сите и добре дојдовте. Денес имаме супер интересна тема. Се фрламе директно во светот на програмирањето. Ке видите, заедно, чекор по чекор, ке решиме неколку задачи по информатика за 7 одделение во C++. Спремни? Почнуваме веднаш. Ама пред да почнеме со код, ајде да застанеме за момент. Сте се запрашале ли некогаш како всушност настануваат програмите? Како му кажуваме на компјутерот што точно сакаме да направи? Епа, одговорот е во еден магичен процес што се вика програмирање. И еве го нашиот план за денес. Прво, краток вовед во тоа што е програмирање. Потоа, ќе ги видиме основните алатки во C++. И потоа, најинтересниот дел – решавање на задачи. Ќе почнеме со поедноставни, па ќе додадеме малку логика со if и на крај ќе ја видиме моќта на циклусите. Се на се, јасен пат до целта. Добро, да почнеме со првата точка. Програмирањето. Најлесно е да се замисли како учење на нов јазик. Ама не било каков јазик. Ова е јазик со кој зборуваме директно со компјутерите. Буквално им даваме наредби. И тие јазици не се сите исти. Имаме, да речеме, две главни групи. Прво, вишите програмски јазици, како C++, Python, Java. Тие се поблиску до нас, до луѓето. Користат зборови што ги разбираме, слични на англискиот. А од другата страна ги имаме нижите јазици. Тука спаѓа машинскиот јазик, кој е многу поблизок до компјутерот. Тоа е всушност светот на нулите и единиците што само тој го разбира. Сега, исто како и во македонскиот или англискиот јазик, и овде имаме граматика. Во програмирањето тоа се вика синтакса. И тука е клучната разлика. Компјутерите се апсолутно, ама апсолутно строги. Секоја точка, секоја запирка, секоја заграда мора да биде на своето место. Ако ние заборавиме запирка во некоја реченица, пак ќе се разбереме, нели? Компјутерот нема. За него тоа е грешка и веднаш застанува. Супер! Сега кога ја свативме теоријата, време е да ја отвориме кутијата со алатки. Да видиме кои се основните делови што ќе ни требаат за скоро секоја програма во C++. И еве го, ова е основниот костур на секоја C++ програма. Првата линија, #include iostream, е како да викаме «Еј, донеси ги алатките за пишување на екран и за читање од тастатура, ке ми требаат». Потоа, int main, тоа е главната сцена. Тука се случува целата акција. Се што сакаме програмата да направи, го пишуваме тука, меѓу овие кадрави загради. И на крај, return 0, тоа е нашиот начин да кажеме се помина како што треба, работата е завршена успешно. Каут е нашиот звучник. Со него и кажуваме на програмата да прикаже нешто на екранот. Цин е како уши. Со него слушаме што корисникот ќе внесе од тастатурата. Int, тоа е кутија, ама специјална кутија во која можеме да чуваме само цели броеви. Знакот еднакво е тој што ја става вредноста во кутијата, а точка за пирката на крај, таа е како точка на крајот на реченицата. Му кажува на компјутерот, окей, оваа наредба е готова, оди на следната. Добро, доста беше со теорија, нели? Ајде сега да ги земеме овие алатки што ги научивме и да направиме нешто конкретно. Време е да решиме неколку задачи директно од учебникот и да видиме како сето ова функционира во пракса. И почнуваме со една класична програмерска загадка. Внимавајте. Имаме две променливи. А е 15, Б е 23. Потоа се извршуваат овие три чудни математички операции. Прашањето е, кои ќе бидат финалните вредности на А и Б? Ајде, размислете за момент пред да го откриеме одговорот. Ајде да го решиме ова заедно. Полека, чекор по чекор. На почеток имаме А е 15, Б е 23. Прв чекор. А станува А плюс Б. Значи 15 плюс 23. А сега има вредност 38, Б си останува 23. Втор чекор. Б станува А минус Б. Ама го користиме новото А, кое е 38. Значи 38 минус 23. Б сега станува 15. Моменталната состојба е А е 38, Б е 15. Трети последен чекор. А станува А минус Б. Повторно ги користиме последните вредности. 38 минус 15. А конечно станува 23. Што добивме на крај? А е 23, Б е 15. Да, погледнете го резултатот. Вредностите си ги заменија местата. А го доби тоа што беше Б, а Б го доби тоа што беше А. И сето тоа без да ни треба трета помошна променлива. Баш паметен трик, зарем не? Одлично.
Сега кога знаеме како да си играме со вредностите, ајде да преминеме на следната задача. Ова е нешто што сите го знаеме од математика. Треба да напишеме програма што ќе пресмета аритметичка средина на два броја. Решението изгледа вака и е прилично едноставно. Прво, правиме места за три променливи А, Б и средина. Користиме float за да можеме да работиме и со децимални броеви, нели? Потоа, со цин А, Б, велиме, чекај корисникот да внесе два броја. Клучниот дел е математиката. Средина е А плюс Б, поделено на 2. Заградите се екстремно важни тука. Тие му велат на компјутерот, прво собери ги А и Б, па потоа подели го резултатот со 2. И на крај, со out, го печатиме тоа што сме го пресметале. Добро, досега нашите програми одеа праволиниски, извршуваа наредба по наредба. Ама вистинската моќ доаѓа кога програмите можат да донесуваат одлуки. За тоа служи наредбата if. Таа е како крстосница и дозволува на програмата да провери некој услов и да одлучи дали да сврти лево или десно. Ова е темелот на секоја паметна програма. И еве еден совршен пример за тоа. Како компјутерот би знаел дали некој број е парен или непарен? Па не може да знае интуитивно. Му треба јасно правило и начин да донесе одлука врз основа на тоа правило. Целата магија се крие во овој мал знак, процент, операторот за остаток или модуло. Тој ни го дава остатокот при делење. Знаеме дека секој парен број кога ќе се подели со 2 има остаток 0. И токму тоа го проверуваме во условот. If број процент 2 еднакво на 0. Ако ова е точно, се извршува кодот во првите кадрави загради. Ако не е точно, значи остатокот е 1, тогаш се прескокнува првиот дел и се извршува кодот под else. Едноставно, а гениално. Супер! Ама што ако треба да направиме нешто, да речеме, 100 пати? Сигурно нема да ја копираме истата линија код 100 пати. Токму затоа постојат циклусите. Тие се како мали роботи кои неуморно повторуваат дел од кодот, се додека им велиме, односно се додека исполнет некој услов. Ајде да видиме една таква задача. Го имаме овој do while циклус. Променливата и почнува од 2. Циклусот се врти, а и се зголемува. Прашањето е, колку точно пати ќе се изврши кодот што е внатре. Ајде да го следиме и на неговото патување. Почнува од 2. Условот на крајот вели, врти се додека и е помало или еднакво на 10. Значи, ќе се изврши за и е 2. Па ќе се зголеми на 3. Условот важи. И за 4, 5, 6, 7, 8, 9. И внимавајте, ќе се изврши и кога и е 10, бидејќи условот е помало или еднакво. Откако ќе се изврши за 10, и ќе стане 11. И дури тогаш, кога ќе се провери условот, тој повеќе нема да биде точен и циклусот ќе запре. Значи, ако ги изброиме сите тие чекори од 2 до 10, точниот одговор е дека циклусот се извршува точно 9 пати. И за крај, една малку покомплексна задача, која ги спојува циклусите со интеракција со корисникот. Целта е да направиме програма што ќе собира броеви, еден по еден, се додека корисникот не внесе нула. Нулата ќе биде нашиот сигнал за стоп. Оваа задача е како создадена за do while циклус. Зошто? Затоа што do while има една посебна карактеристика. Кодот во него се извршува барем еднаш, пред воопшто да се провери условот. Значи, програмата прво ќе побара да се внесе број и ќе го додаде на збирот. И дури потоа, на крајот, ќе провери со while број не е различен од 0. Чекај, дали бројот што го внесоа е различен од 0? Ако е, се вртиме пак. Ако не е, односно ако е 0, циклусот завршува. И со тоа ги поминавме основните градежни блокови. Имаме променливи за чување информации, имаме if наредби за носење одлуки и имаме циклуси за повторување. Може би изгледаат едноставно, но вистинското прашање е што се може да се изгради со нив. Одговорот е буквално се што гледате на екраните. Секоја игра, секоја апликација, секој софтвер во својата основа е само паметна комбинација на токму овие едноставни концепти.